Продолжуваме со точка 14, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Конче за извештајниот период кумулативно за квартал од 1.1.2025 година до 30.9.2025 година. Давам збор на општински администратор. Добар ден од мене. Значи сега го имаме кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Конче за извештајниот период кумулативно од 1.1.2025 до 30.9.2025. Квартален извештај на општина Конче се прави 4 пати во годината. Првиот пат е 1.1 до 31.3, тоа е за прв квартал. Потоа имаме до 36 за втор квартал, односно кумулативно првиот и вториот. И имаме трет квартал до 39, кој што сега го имаме на како точка на дневен ред, и имаме уште еден квартален извештај, односно ќе имаме во месец јануари, кој ќе го опфати периодот од 1.1.2025 до 31.12.2025 година. Односно тоа ќе биде кварталниот извештај кој би соодветствувал на завршната сметка која што ќе имаме на дневен ред во месец март. Кварталниот извештај се доставува до Министерство за финансии до 20 октомври. Овој квартален извештај е доставен веќе во Министерство за финансии и се гласа на совет, се донесува заклучок, значи се гласа на совет, а меѓутоа, со оглед на тоа што беше изборна година, имавме локални избори во октомври месец, кој што зафати ноември, и затоа сега го имате на дневен ред како точка. Кварталниот извештај се состои од тековно оперативен биланс и капитален биланс. Вкупно тековно оперативни приходи од планирани 64.614.986 имаме реализирано 25.998.399. Вкупно тековно оперативни расходи од планирани 64.784.381 имаме реализирано 44.820.205. Вкупно капитални приходи имаме 59.989.449 реализирани од планирани 68.197.629. Вкупно капитални расходи имаме планирано 68.028.234, а се реализирани 26.253.202. Ова е за основниот буџет. За буџетот на самофинансирачка сметка од вкупно планирани капитални, тековно оперативни приходи имаме 806.000 планирано, а се реализирани 266.854. Исто така и тековно оперативни расходи имаме исто планирано 806.206, а реализирани 266.854. Во буџетот на дотации, кој што се однесува за буџетот на основно образование и детска заштита во нашата општина, имаме планирано 56.287.151 како вкупно тековно оперативни приходи, од кои реализирани се 38.003.528 денари. Вкупно тековно оперативни расходи во делот на дотации имаме планирано 51.274.890, а се реализирани 33.239.761 денар. И вкупно капитални расходи и приходи, капитални расходи имаме планирано 5.012.261 денар, а реализирани 2.165.470. Во делот на донации имаме планирано тековно оперативни приходи 9.550.000, од кои а се реализирани 2.268.267. Вкупно тековно оперативни расходи имаме планирано 1.400.000, а се реализирани 528.000, и вкупно капитални расходи имаме планирано 8.150.000, а до периодот 39 немаме реализирано. Во делот на вкупно тековно оперативни приходи спаѓаат сопствените приходи, како што се даночните приходи, неданочните приходи и трансфери и донации. Даночни приходи имаме реализирано 3.713.156 денари од вкупно планирани 4.480.500. Овде спаѓаат данок на доход од добивка, даноците на имот, даноци на специфични услуги, такси и користење дозволи за вршење на дејност. Од неданочни приходи, од вкупно планирани 267.771, имаме реализирано 178.381 денар. Овде спаѓаат глоби, судски и административни такси, такси на доместоци и други неданочни приходи.
трансфери и донации имаме планирано 59 милиона 866.715, од кои реализирани се 22 милиона 106.862. Овде спаѓаат трансфери од други нивоа на власт и донации од странство. Вкупно капитални приходи имаме реализирано како капитални приходи од вкупно планирани 60 милиона 830.494, а се реализирани 54 милиона 666.554. Овде спаѓаат продажба на земјишти и нематеријални вложувања и трансфери и донации имаме планирано 7 милиона 367.135, а се реализирани 5 милиона 322.895. Тоа беше за основниот буџет. Во делот на самофинансирачките активности, како што кажав, имаме реализирано приходи 246.355, од кои неданочни приходи се сите, а додека има трансфер од други нивоа на власт или трансфери и донации, тоа се 20.449, односно тоа се средства кои што се потрошени во теков на година, а се средства пренесени од претходна година, односно тие средства се пренесени од 2024 до 2025. Во делот на дотации имаме, приходниот дел ние трансфери и донации само или трансфери други нивоа на власт 38 милиона и 3.528 денара, односно тоа се средства кои што се ни се пристигнати од страна на надлежните министерства. Донации имаме реализирано 2 милиона 268.267 во делот на трансфери и донации. Тоа беше за приходниот дел. Во делот на расходниот дел имаме во основниот буџет вкупно тековно оперативни приходи, како што кажав и претходно, имаме 44 милиона 820.205 денари реализирани од планирани 64 милиона 784.381. Во делот на плати и надоместоци имаме планирано 18 милиона 227, а се реализирани 12 милиона 438.167. Овде спаѓаат основните плати, придоници за социјално осигурување и надоместоци. Резерви и недефинирани расходи имаме планирано 93.000, а немаме реализирано ништо. Стоки и услуги имаме планирано 20 милиона 751.969, а се реализирани 12 милиона 195.999. Овде спаѓаат патни и дневни расходи, комунални услуги, грејење и комуникација, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, договорни услуги, други тековни расходи, како и превремени вработувања. Каматни плаќања кон домашни кредитори имаме планирано 200.000, а се реализирани 115.347. Субвенции и трансфери имаме планирано 22 милиона 422.412 денари, а се реализирани 17 милиона 955.002 денари. Овде спаѓаат субвенциите до јавно предпријатија, трансфери до невладени организации и разни трансфери. Социјални бенефиции или социјални надоместоци имаме планирано 2 милиона 330.000, а имаме реализирано 1 милион 365.554. И отплата на главница имаме планирано 760.000, а имаме реализирано 749.636. Во делот на капитални расходи или капитални расходи, од кои планирани 68 милиона 28.234, имаме реализирано 26 милиона 253.202. Овде спаѓаат купување на опрема и машини, други градежни објекти, купување на мебел, вложување во нефинансиски возила, како и купување на нефинансиски средства, како и купување на возила, меѓутоа купување на возила немаме реализација. Во делот на самофинансирачките активности, кои што сметки располагаат, ги имаат отворено основното училиште и детската градинка, имаме реализација од 266.854 од планирани 806.000. Овде се планирани патни дневни расходи 34 милиона 870.000, односно овде исто така спаѓаат комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, кои што потрошени се 3.541, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, договорни услуги и други тековни расходи. Во делот на дотации, од вкупно реализираните средства 33 милиона 239.761, од планирани 51 милион 274.890.
Овде спаѓаат платите и надоместоците на вработените во детската градинка и вработените во основното образование и се реализирани за плати и надоместоци 28.177.950 од вкупно 39.946.969 планирани. Потоа имаме стоки и услуги. Во стоки и услуги во детската градинка и во основното образование се планирани 10.872.921, од кои реализирани се 4.753.726. Овде спаѓаат патни и дневни расходи, комунални услуги, грејење и комуникација, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, договорни услуги и други тековни расходи. Во делот на субвенции и трансфери имаме реализација од 308.085 денари од планирани 450.000 денари. Капитални расходи имаме планирано 5.012.261, од кои реализирани се 2.165.470. Овде спаѓаат купување на опрема и машини и купување на мебел. И во делот на донации, од тековно оперативни 1.400.000 планирани, имаме реализирано 528.000 денари. Тоа се средства кои што се реализирани по проект за лицата кои што ги посетуваа старите издамоштени лица. Меѓутоа, проектот траеше до 31.3.2025 година и затоа реализацијата 528.000. Во делот на капитални расходи, во донации имаме планирано 8.150.000 за набавка на возилото камион Кипер, кое што веќе е набавено и е исплатено и ќе се појави како исплата во следниот квартал. За кварталниот извештај кумулативно за периодот од 1.1.2025 до 30.9.2025 е тоа. Доколку имате прашања, поведете. Дали имате прашање, поведе? Јас тука сакам да питам за капитални приходи и продажба на земјиште. Дека е тоа? Од кога земјиште, какво земјиште тоа? Во капитални приходи продажба на земјиште и нематеријални вложувања спаѓа концесијата од прв дел и надоместок за концесија на земјоделско земјиште. Поголемиот износ е од концесијата. Уште нешто тука сакам од друга страна вика у разни трансфери 13.542. Што подразбирате по тоа разни трансфери? Под субвенции и трансфери што ви е доле. $13.542.412. Тоа се средства кои што се планирани, а додека реализацијата е 10.108.752. Во разни трансфери спаѓаат сите одлуки кои што се донесени од страна на Советот, склучување на брак, матуранти, полуматуранти. Сега и првачењата влегува таму, меѓутоа не се во овој квартален извештај. Потоа турнирот за мал фудбал, исто таму е. Таму е Белофесто што беше и многу други донесени одлуки од страна на Советот на општина Горња. Исто така за празникот знаевте дека беа наградени спортистите, реномирани спортисти, па и сите деца кои што учествуваа во клубот за боречки клуб Бучим, имаа добијано по 3 или 5.000, не се сеќавам точно. Значи, тука тие спаѓаат сите средства. Меѓутоа, се што е исплатено, се што е прикажано како трошок е исплатено и прикажано врз основа на документи, на донесени одлуки од страна на Советот, на фактури и така натаму. Исто така тука спаѓаат и тие 300.000 кои што се за друштвото, оперативи, Горици оператива. Не, тие што не се исплатени 200 са, 300 се исплатени. Благодарам. Друг дали има прашање, поведе? 400 ствари има исплатено, 200 нема исплатено. Во делот на расходи, ставка 42, стоки и услуги. Овде имаме 425 и 426 договорни услуги, други тековни расходи. Зашто се однесуваат овие? Може да имам да го испечатам и точно таквото, меѓутоа договорните услуги, не е само договорни услуги, договорни на дело, тука спаѓаат и ставките. Само момент. Може ли ако имате, значи да имаме увид на сето тоа?
Тука спаѓаат осигурување на моторни возила, имаме правни услуги, знам дека сигурно имаме исплаќано. Осигурување на недвижности и права. Морам да ги испечатам за да ви ги кажам точно. Стварно не ќе да говорам на памет. Може ли? Па може. Дали Само да да ги испечатам имам. сега или? Да, може сега. Да ги имаме на увид само. Да.